16-годишната Алејна од Куманово е родена со церебрална парализа, а последнава деценија се бори и со епилептични напади. Поради болеста од самото раѓање, Лејла, како што ја нарекуваат родителите, не може самостојно да се движи поради што користи ортопедски помагала, а најголема поддршка е незината мајка, која во секој момент е до своето чедо. На 4,5 година беше. Така, и што се случи? Стала сум да спие и повраќаше. Ја мислим дека такој. Го викаме да го станува и не може. Го донесемо овде кај матичен доктор што е. Тој ни ги издава да одиме до болницу тамо. И он вика, не знам што да кажем, не може да го приметме. После имаше една контрола во тамо, во центар во Скопје што го гледаме. И кад го, како да кажем, ги има контрола со ЕГ. И се кажува дека има епилепсија. Тана почнаме с лекови. Тамо кад тие ги прима се први што беше, па после 6 месеци он имаше напад, однесеме вовдека во болница, 6 сати би на такој, без ништо. Беше новогодишна. И јас ги кажам, дај ми упут да го несам во Скопје. Она да чекаме. Па кад го несем во тамо, ти го смиреле. Две ноќи сум седела, па после доаѓам дома и од тамо 12 година што с епилепсија. А сега кад гледам кај тој доктор Софјанов, се намалуе. Школа не првен. Нема. Не оди, се ижих, мислим, лазе. Кај што идемо на приватно имо. Те документи. Она се со очува и со епилепсија, напади на епилепсија. Лекови приватно ги купиме. Едни пар лекови нема ги овде. Морамо да идемо или на Рашева овдека и да ги купиме негде. А овдека ги нема. Не сум. Работам. Едва живимо. Ала Богу, имам пријатели имам. Се помагате меѓу себе? Помагаме, да. Огромни финансиски средства се потребни за терапиите и лековите што мора секојдневно да ги користи ова девојче, бидејќи родителите на Алејна не се задоволни од здравствените услуги што ги добиваат во државното здравство, терапиите ги плаќаат од сопствен джеп. Естествено, поримо, ама за неа 100 евра минимално. Тоа се големи финансиски средства. Она е тешка. Она не може да оди. Лани смо направили дома. Наплатили смо по 200 евро. Физикално. Така, физикална терапија во домашни услови. Приватно мислим. Да. Иначе тамо 5 минути само година. Да. Намалување на лекови има у Скопје. Кај што ga однесомо за епилепсија, има. Али овако нема. Све лошо и лошо. Она расне, знае све, сака школу, сака друштво, све, овдека нема. Нема такво. Однесомо ga во школу приватно. Му се благодарим на учителот Дорим. Он направи све приватно и однесемо ga тамо по 1 час. Понеделник, среда и петак. Тоа е тој што имамо ние услови за овие
наши деца со хендикеп, мислам. Едно пут смо биле во Охрид за терапију такој. И плаќала сам јас. Не сам седела, она не седеше, сака да лазе во... Тамо имаше само, немаше тепи, само плочкови. И терапија исто го прават. Као овдека, као тамо. И не сам седела тамо, а јас плачела сам тамо. А еден пут сум била с една операција мала беше. И тамо сум лежала 2 недели, такој. И плачела сам за мене, а за она не. Да не се плачат и за мајку и за дете. Семејството Мустафи смета дека се потребни определени измени во законските прописи за здравствена заштита, што ќе овозможат подобрување на пристапот до здравствената заштита за сите граѓани со попреченост без никакви ограничувања.